Почитувани гледачи, денеска продолжуваме со разговорите во нашата емисија во потрага по вистинскиот збор и наша гостинка е Вера Донеска Стефановска, писателка од Скопје. Денеска живее во Скопје, инаку по потекло е од Прилеп. Она што е карактеристично за нашата денешна гостинка, таа главно се подпишува не како Вера Донеска Стефановска, туку како Вера Андон. Што значи, Вера, овој ваш псевдоним Андон? Ќе сакате ли тоа малку да го објасните за нашите гледачи? Поверете. Ве поздравувам. Да, ќе ви објаснам. Тоа име Андон е името на мојот татко. Да, предпоставував. Татко ми, за жал, сега така ќе ја започнам приказнава, го загубив кога имав само 5 години. И низ целото тоа мое растење и творечко и како дете, мислам, физички, низ целиот живот чувствував некоја празнина, некоја тага која не можев никако да ја надминам. И како средношколка објавив, имаше некој фестивал на поезија на млади, се одржуваше во Универзалната сала во Скопје. Да. И не одбра 5-6 деца, мислам, млади, средношколци имаше. Да, ученици. И ученици, најдобрите, рекоа дека ќе не објават книга. Тоа одеше преку Книжевна младина на Македонија и чекав едно година-две додека се реализираше тоа. И таму имам поместено песни што сум ги пишувала по 15, 16, 17 години, но излегоа кога имав веќе 18 години и бевме на еден фестивал на поезија кој се одржуваше во Тетово. Да. И можам да кажам, тогаш ретко се објавуваа книги на таа возраст, да, сега е многу полесно. И тоа беше вистинска сензација и сега таму имаше многу вака, да речам сега, возрастни, тогаш за мене беа. Јас во фармерки и маичка со кратки ракави, обично облечена. И сите ми почна да ми бараат автограми. Мене тоа ми беше многу необично чувство. Таа книга ја објавив, единствено таа, ја објавив како Вера Донеска, моето презиме. Значи само таа книга? Само таа, како средношколка, за жал, не сум ја земала. Добро. И потоа почнав да пишувам и почнав да објавувам на свој... Значи, јас почнав да пишувам за деца, всушност, на мои 15 години, ако верувате. Јас, значи, никогаш не сум се разделила од детството. Значи, тоа дете во мене секогаш ќе живее. И морам да кажам дека и песните што сум ги објавувала како соработник во Наш свет, во Развигор, Другарче, тогаш беа подпишувани како Вера Донеска. Се уште ги чувам тие, ми се драги спомени. Тогаш, да ви кажам, и во осмолетка објавував. Не знам, бев многу славно дете, да речем, имав славно детство. Так. Имаше една рубрика, значи се што ќе напишев, ми објавува. И еднаш имаше една рубрика, нај се викаше, се сеќавам дека бев 5-6 одделенија и требаше фотографија и од некоја област. Јас бев нај поет. И кога имав 20 години, мислам, продолжив да пишувам за деца. Сега не пишував детска поезија, туку како дете, туку возрасен кој пишува за деца, ама само со 19-20 години и средношколските ги собрав. Почнав да објавувам една по една Вера Донеска. И еден ден се запознавам со Киро Донев. Тој извади еден исечок
од лист или цело списание во која стоеше репортажата нај поет. И вика, ова го чував за тебе. И други некои објавени песни, ама ете така ми остана репортажата. Јас од толку многу што сакав да ја зачувам, некаде се изгубил. И тоа ми беше навистина едно среќно влегување во светот на поезијата за деца. И многу му благодарам за тоа. Потоа се запознав со Стојан Тарапуз. Да. И многу му се допаѓаа песните. И вика, и јас почнав да пишувам уште од тогаш љубовни песни сега, љубовни, за симпатии, за првата љубов, она потоа ја крстив мојата книга, значи љубовна за деца, да, таа е љубовна. Првата љубов голема ни е мали. Многу провокативен наслов по кој подоцна сите ме запомнија. И тогаш Стојан Тарапуза, кој беше уредник во радио, не знам, требаше нешто да настапам со некои песни, немав објавено книга, се разбира. И ме поддржа, рече, многу лирски пишуваш, многу е ретка темата за првата љубов кај нас. Скоро и да нема, мислам, поезија на таа тема. Многу си блиску до тој период од животот и вика, многу е полесно ти да пишуваш отколку јас сега да пишувам за првата љубов. Продолжи, вика, и еден ден ќе објавиш книга. И јас сам живеев за тој ден кога ќе објавам книга за првата љубов. И уште веднаш го дадов насловот "Првата љубов голема, ние мали". Некој не се согласува, мислам, од нашата фела. Па многу е долг, па има запирка, па има сврзник, па тешко се памти, треба да биде краток насловот, но јас бев упорна. И сега кога ќе ме сретнат после толку години некои колеги, морам да кажам за книгава дека станав многу популарна. Значи, како дете бев славна и сега како средношколка објавувам пак некоја слава, е тоа да речам. Зошто такви биле условите сега да објавиш во средна школа, не е ништо особено. И сега кога ја објавив, значи 93-та, да почнам со ред, 93-та конкурирав на анонимен конкурс на независни изданија. Наградата се викаше Ѓурѓа. Се состоеше од тоа да учествуваш со, анонимно беше, мислам, со шифра, некако така беше, да учествуваш со поезија или проза и награда е таа година да ти се објави книгата и дава уметничка слика за награда и објавување на книгата. И јас ја добив таа награда и ми се јави тогаш уредникот, мислам, Никола Костевски, и ми вика, твојата книга е одбрана. И јас реков, ќе се печати, демек, наградата ја доби. И викам, добро, и вика, не се радуваш? Па, не знам, некако не можев да верувам дека може така да се успее. И таа тогаш прва книга е за возрастни, понатаму немам за возрастни објавувано, каде што сакав да станам Вера Андон. И така и се потпишав и од тогаш пишувам како Вера Андон. Добро. Тоа излегување, навака. Добро. Значи, таа празнина, таа тага што била за татко ми, значи, кога го прочитав во 300 примероци тогаш Андон, неговото име, мислам дека така ми помина таа тага и како некоја обврска чувствував кон него. Добро. Мислам дека и на гледачите сега им стана многу појасно зошто ти се потпишуваш Вера Андон, зошто го избра токму тоа име, но во твојот претходен исказ
вие кажавте нешто, според мене, многу битно и самите ја направивте таа дистинција детски писател и писател за деца. Бидејќи многу често, дури и во литературата и во критиката, се мешаат овие две категории. Па и за возрастни писатели се вика дека се вели дека се детски писатели, што не е точно, бидејќи едно е детски писатели, тоа се децата, а друго е писатели за деца, односно за деца и млади. Вие го изодевте тој пат, значи и како дете писател, а подоцна и како писател за деца и млади, и сте една од ретките авторки, се разбира дека има и автори, кои што објавивте книга уште како средношколка. Тоа е вашата книга "Време и дождови". Што значи да се објави книга на средношколска возраст? Дали е тоа прерано? Дали е тоа голем ризик, бидејќи ги објавувате првите своји, би рекол, посериозни творби и доколку се тие лоши, еден ден можеби ќе се срамите од таа ваша дебитантска, односно прва објава, или обратно, ако се тоа добри творби, вие секогаш ќе се гордеете и ќе се пофалите дека уште кога сте биле во средношколските клупи, сте напишале сериозна книга. Па моето прашање, уште еднаш да го повторам, дали вие сте задоволни од тоа ваше прво искуство што објавивте книга како средношколка? Па да, задоволна сум. Може би сега да бидам искрена, да беше поголема книгата, ми рекоа дека најмногу може еден табак. Јас тогаш ништо не разбирав. 16 страници. Да, 16 страници. И па јас имав и посвета, мора да се разликувам по нешто, и таа посвета, мото, верува и на љубовта и тогаш кога задава болки од тагоре, па и тоа одзеде една страница. Да. Така да тука се најдоа, тогаш почнав да пишувам циклус за сенките. Тој и ден денеска го сакам тој циклус. И мислам дека е зрел. И имам една миниатура, се вика Ти. Таа миниатура ја објавив и во аудио. Ова е аудио, мислам, печатената книга, печатеното издание. Во аудио книгата баш го рецитирам тоа со посебна нежност и посебен жар, затоа што ја имав напишано како последна во таа средношколска книга. Значи, ти си само збор, зборот е мисла, мислата е желба, желбата е живот, животот, тоа си ти. Прекрасно. Прекрасно звучеше и морам, жал ми е што не можете да ја слушнете на аудио книгата. Добро, веќе кога тоа го спомнавте, јас само да го повторам. Значи, оваа ваша книга, Здраво мои 13, излегува и како аудио книга, се разбира, под истиот наслов, и тоа издание е од хуманитарен карактер и таа е посветено на лицата со оштетен вид. Значи, покрај ова печатено издание Здраво мои 13, има и аудио издание наменето за лицата со оштетен вид. Мислам дека е тоа хумано од ваша страна и знам дека сте еден од авторите, односно една од авторките, кои што правите и хумани гестови и помагате и на возрастните, а првенствено на децата. Јас би се навратил малку на една реченица што вие постојано ја ставате во вашата биографија, а тоа е реченицата дека сте голем пријател на децата. Зошто и како вие се определивте да бидете писател за деца и млади, а не писател за возрастни, иако, како што кажавте пред малку, имате
Досега само една книга објавена за возрастни. Што е тоа што толку ве привлече неразделно и силно како магнет да бидете творец, автор, кој што целосно ќе им се посвети на најмладите читатели, бидејќи тоа со голема страст, со голема посветеност, го правите со години и децении. И ваша најнова објава на тој план е токму ова издание Иван е мал, Иван е крал. Едно издание со илустрации, со стикери, односно самолепливи сликички, значи едно издание современо кое што им се допадна на најмладите читатели. Па сега одговорете, зошто се определивте токму за литературата за деца и млади? Еве, јас да ви кажам, тоа беше посилно чувство од мене. Порив некој имав. Еве, кога настапувавме, јас долго, кога настапувавме на некои литературни читања, одев од 80-та година до 86-та во еден литературен клуб Ацо Караманов, кој работеше во просториите на Дом на младите, тогаш 25 мај. Така се викаше. Сегашниот младински културен центар, МКЦ. Таму одевме, значи полни со страст, одвај чекавме да дојде сабота. Да. И мислам со часови зборувавме и мислам јас моја втора страст е рецитирање и затоа се одлучив за да ја објавам оваа книга. Мислев да ја објавам онака во склоп на аудио CD-то и да има текстови, меѓутоа излезе вака дека е подобро сепак. Да, како посебно издание. И CD и книга. Да. Ама главна цел, значи сакав, цел живот ми беше, ете, од тие денови, од 20 години, кога почнав да одам во литературниот клуб Ацо Караманов, и многу сакав да рецитирам, и тогаш и пишував овие Првата љубов голема, ние мали, почнав да ги пишувам, веќе една по една ми се раѓа, и им ги читав таму, и ми викаат, а зошто пишуваш за деца, мислам сега за седмо оделение, пишувај за нас, љубовни, ние сме возрастни. И не знам, јас имав таа среќа како соработник на Детска радост во списанијата. Да. Еве, се сеќавам на една средба, имаше, еве, да речеме, во Петар Здравковски Пенко, таа средба не можам да ја заборавам. Во училиштето. Во училиштето, нешто веројатно имало некој патронат. И бевме поканети од Детска радост, јас бев најмлада, се разбира. Сите повеќе соработници и сите има книги. И имаше како мини саем нешто, имаше и цени, можеа да се купат книги. И јас со лифт, јас треба да настапам. Да. Холот препон, мислам. И викам, леле, како ќе читам меѓу овие сите искусни, повозрастни писатели. читање ми беше тоа за деца. И јас зедов, последната песна ми беше Здраво мој 13. И до ден денеска мислам дека ми е една од култните песни. Да, како и насловот на вашата книга и CD. Навистина таа ја напиша во еден здив, ама навистина и потоа и читателската публика ја обожаваа просто децата. И викам, имав ужасна трема и викам здраво деца, здраво на сите оние што имале 13 години, што сега имаат 13 години и оние што ќе имаат 13 години. Да. Тука, значи, спаѓаат, сите ги поздравувам. Апсолутно. И еден аплауз од децата и зидов да ја читам песната, мислам ја рецитирав. Настана една таква тишина и не знам, потоа децата ми приоѓа и ако немав книга, мислам, да ми се подпишете, тетрадки ми даваат, многу се искрени и спонтани. Да. Од тој миг мислам дека немаше сила што ќе ме запре
да не пишувам, мислам, за деца. Јас пишувам и сега за возрастни понекогаш, но поезијата за деца, па и бајки почнав да пишувам и проза и така натаму. Значи, никогаш нема да ме напуштат. И затоа и јас сум им пријател на децата, но и тие ми се мене пријателчиња. Убаво кажано, и јас, бидејќи го следам и вашето творештво, вашите објави, можам да кажам на гледачите дека сте вие еден од ретките автори, значи една од ретките авторки, кои што целосно сте посветени на творештвото за деца и млади, и мислам дека тоа го правите со една посебна љубов, и само посакувам така да продолжите, бидејќи и литературата за деца и млади е една бесконечна, не докрај изорана, односно доорана нива. Каде и да започнете, таа нива секогаш ќе има уште простор за нови бразди. И во таа смисла, мислам дека многу често и критичарите се неправедни кога ја потценуваат литературата за деца и млади, кога не пишуваат толкувања за таа литература како што пишуваат за литературата за возрастни, бидејќи литературата за деца и млади е многу специфична и едноставно, јас би рекол, и многу тешка. Многумина грешат дека мислат дека е многу полесно да се пишува за деца отколку за возрастни, бидејќи, како што рековте пред малку, децата се многу искрени и децата не можете да ги излажете. Значи и вие морате да бидете искрени, вашето пишување да биде доживеано, топло, нежно, духовито, луцидно, креативно. Во секој поглед, како што рековте пред малку, да бидете пријател со децата, да го познавате нивното размислување, нивната психологија, едноставно да бидете со нив рамноправни. Не само тие да бидат рамноправни со вас, туку и вие да бидете рамноправни со нив, бидејќи и од децата може да се учи, посебно денешните деца. Тие се толку современи, толку се напредни, и ние повозрастните денеска со право можеме да кажеме дека ние сега треба и нив да ги слушаме и од нив да учиме. Моето прашање во врска со тоа е всушност дали сте вие задоволни кога ќе отидете во едно училиште или во една градинка, кога ќе ги видите тие светнати очиња што гледаат кон вас и истовремено си велат и ние кога и како и дали ќе станеме исто така писатели. Дали се препознавате тогаш и вие кога сте биле дете, па и кога сте биле во Прилеп, во вашиот роден крај, кога многу сте читале на почетокот, пред да почнеме со оваа емисија, рековте дека за разлика од многу други на кои што дедовците, бабите, татковците, мајките им читале или постарите браќа и сестри и слично, дека вие тоа сте го правеле и самите. И самите сте ги барале тие книги, сте ги барале тие интересни текстови. И се јас да не продолжам натаму да говорам, оваа тема е многу широка, многу длабока. Ајде малку спојте го тој ваш ран почеток, тие детски денови, кога читавте, кога ги баравте тие книги и сега, кога одите во училиштето и градинките и кога повторно во тие деца се препознавате себе си. Да, интересно прашање. Јас навистина многу читав како дете, најмногу ги сакав приказните. Најмногу, еве, од нашите писатели, најмногу ми оставила, морам да ја издвојам таа книга «Прости ми Канаринка». така.
Значи, толку ме трогна тоа, судбината на тоа момче. И дури, не знам, кога бев еднаш дете, отидов на гости, моето потекло е од Охридско, значи и мајка ми и татко ми се од Охридско, и одам кај тетка ми и братучет ми на иста возраст, Иле се вика, и заврши распуст е веќе, и јас ја носам книгата и му викам, дојди да ти прочитам. Значи, толку бев одушевена од тој расказ, нели е, поместен во книга. И му викам, дојди да ти читам, ама вика, распуст е сега што ќе ми читаш. И јас почнав да читам, ама толку ми се насолзи очите. Јас од дете не сум плачала многу, мислам, затворено дете сум била. И тетка ме гледа и вика, леле, па ти ама си била жалозлива, па тоа не е вистина, тоа е само книга. Да, само исто напишано. така да ви кажам, и поемата, значи јас читав, сакав поезија. Еве, од Цане Андреевски сум читала, не знам, не можам да се сетам во моментов, од Ванчо Николевски. И сега ја добив за награда поемата Мице. Од Ванчо Николевски. Од Ванчо Николевски. Ја читам. Крајот... За глувчето Мице. Зошто да се удави во грнето со граф. Не можам тоа да му го простам. Да. И како возрастна. И сега, тоа е личи на приказна, мислам, не знам како да ја наречам. Ете, тука јас се пронедов и сега пишувам стихувани бајки. И таа тага што ми останала од приказната за Мица, и ги прашував другиве, барав се од Ванчо Николевски на таа возраст. Има некоја книга да не се вика Мица 2. Значи не можев да се помирам, или да не ја крстил некако поинако, меѓутоа сите ги прочитав. За да има среќен крај. Да има среќен крај. Сега затоа јас еве во бајката, стихуваната бајка Ноли и Детелинката, значи има среќен крај. Тука има ликови на Цветот, кој е арогантен, нарцисоиден, ама преубав цвет. Детелинката што мислили, ама со 4 листа е, што мисли дека е иста како цвет. А тој и поминува едно девојче, наоѓа Детелинката, сега вака да ви... Да, кратко, кажавте дека сакате бајката, приказната да има среќен крај. Да, ама завршува среќно. На крајот сакав да кажам дека ја навредил Цветот и Детелинката, дека е малечка, не личи на цвет, каков цвет, и девојчето е малечко, и пеперутката, и на крај завршува дека сите тие се спојуваат, нивната тага, демек и навредата од Цветот, ги спојува, сите се еуфорично весели, а Цветот останува сам. И вика по ветрот, ветренце, ветренце, дали ме слушаш? Да. Зареваж на убавината кога имаш тажна душа. Вера Андон, ние малку можеби ги збунивме гледачите, бидејќи јас ве прашав за Прилеп, за вашиот роден крај, а вие кажавте дека го спомнавте и Охрид и Охридско. И мислам дека... Да, не е Прилеп, јас сум родена во Славеј, значи тоа е понова населба, мислам, по 44-та дека моите пребегале од Дебарца. Добро. И има каде и е точно? Македонија. Тоа е на патот меѓу од Прилеп кон Крушево, па трето место е од десно. Значи мало коњари од лева страна. Да, Славеј, да. Тоа е Прилепско. Славеј е крстено по планината Славеј. Да, ама Прилепско е. Прилепско е. Така, ама рековте Охридско. Сите... Така, значи потеклото на вашето фамилија, вашето семејство е од Охрид, ама преселени во Славеј и Прилепско. Само татко ми и брат ми, неговиот брат Чичко ми дошле тука, а инаку од Охридско е сега не знам. Значи коренот е Охридски, а стеблото е после... Затоа што и двајцата родители ми се префрлено во Славеј и Прилепско, во ред. Сега сакав да ве прашам, бидејќи вие објавивте повеќе книги, некои веќе ги спомнавме. Време и дождови, рековме дека ја објавувате како средношколка.
Потоа следуваат книгите Кога сакаш птици, за која ја добивте наградата Ѓурѓа во 93-та година. Потоа книгата Првата љубов голема, а ние мали. Здраво мои 13, Сликовницата тајната на црвената гума. Понатаму букварката ХХ од Ш до А, кое што има доживеано и второ издание, а сега ми кажавте дека се подготвува и трето издание. Стихуваната бајка, пред малку ја покажав, Ноли, идете линката, и најновата стихозбирка за деца, Иван е мал, Иван е крал. Исто така, имате и повеќе изданија на српски јазик. Тоа е книгата на српски јазик објавена Прегрни го животот, но и книгата Првата љубов голема, а ние мали, исто така е објавена на српски јазик и промовирана на меѓународниот сајм на книгата во Белград. Еве ги тие две изданија. Сакам да ве прашам, како звучат вашите стихови на српски јазик? Дали забележавте разлика? Дали сите песни, сите творби можат верно на оригиналот да се препеат или сепак при преводот губи изворниот текст? Во вашиот случај, дали вие како автор забележавте разлика помеѓу оригиналот и препевот, односно преводот? Па, за среќа имав многу добар препејувач. Добро. Тоа е Снежана Алексич Станојлович. Да, наша пријателка и писателка. Да, со која сега живее во Нови Сад, долги години. А вие бевте неразделни другарки овде во Скопје? Другарки бевме во времето кога одевме во Аца Караманов. Затоа што таа живееше тука и се школуваше тука. Да, 10-11 години има живеено како дете на воено лице. Да. И најубавите години, значи, секако. Многу не изгубија творбите. Не, јас кога ми ја прати еден одмор и пропаднал во Грција, мислам дека биле, и ми ја праќа цела книга препеана и викам, а ти што правиш, не одиш на плажа? Јас, мислам, се одушевив, не знам како да ви кажам. Немам никакви забелешки, едноставно Сакате да кажете дека некаде сте... Звучи поинако, ама исто. Да, ама и сте воодушевени некаде дека звучи можеби и подобро некоја творба, некој стих, или не? Па некои стихови, да, можеби. Ама навистина бев одушевена. И кога настапивме, тоа беше навистина доживување на сајм на книга, да имаш штанд. Да. Јас отидов, ама така со недоверба, дека некој успех ќе постигнам, ама таму беше многу организирано, значи случајно се погодивме со Филип Динковски да биде на сајмот и тој убаво рецитира, поета и рецитатор, и зема да рецитира неколку песни, јас прочитав и мислам публикава се одушеви, јас навистина сад да бидам искрена, ни во сон тоа не го очекував. Да, дека ќе има таков одзив, одек. Бидејќи си имаше публика, си седат, сакаат да се слика. Значи, вашите стихови наидоа на убав прием кај публиката. Па вика, вие сте како Мика Антич. Да не е малку претерано. Да не е претерано. Не, вика, еден читател, мислам, моја подарок книгата. Да. И така да, и Ноли и детелинката, значи, сакам да ви кажам, еве, истата препејувачка е, значи, толку убаво звучи на српски. Да. Излезе за време на пандемијата, Ноли и детелинката, и јас имав, да речам, онлайн промоција. Па онлайн промоција. Онлайн, така се прави. Затоа што ако беше во домот на градежниците Кочо-Рацин, ќе имав 2-13 луѓе и децата... Не беше препорачливо да има промоции со собирање на повеќе луѓе? Не, немаше 15, не беше дека беа максимум, ни дозволено. Децата немаше ни да ги пуштат. Так.
И јас не сум, јас ако не смислам начин како да ги вклучам моите пријателчиња. Значи промоцијата ја направи онлайн. Онлайн, Браво. ама со деца. Со деца. Јас одлично. гледав други промоции на писатели за деца, каде што зборува критичарот, водителот, авторот, меѓутоа јас не сакам таква промоција. Фактички ги вклучуваш децата, така. Да, и сакам да кажам дека во тие колку имаше минутажата е ограничена и за српското издание, за да го подготват децата, имаше 5 минути, мислам, 5,5. Снежана, бидејќи дете на воено лице и ги подготвила, ама не знам како успеа. А прекрасен е препевот. И на онлайн промоцијата ја пушти снимката како рецитираат, добро ги вадат маските и тие работи. Мислам, навистина по такви услови. Меѓутоа ја подготвиле децава, сакам да ви кажам, за 3 дена. И едно дете што беше наратор, рекло, вика, зашто го учиш цел текст? Јас ти одбрав што треба да учиш, немаме време. Ама јас, вика, го научив, можеме цел да го изрецитираме. Браво. И тоа е тоа. Тоа е задоволството од апсолутно. Од децата што така е. Сакав да ве прашам нешто, бидејќи во неколку наврати го спомнавте рецитирањето. Рековте дека и самите сте сакале да рецитирате. Имам чувство дека и денеска учениците сакаат да рецитираат, па моето прашање е следно. Сакавте да ги рецитирате само вашите песни или имавте и одредени омилени автори кои што сакавте да ги рецитирате нивните творби и дали денеска младите, бидејќи вие почесто сте во училиштата, меѓу децата, дали како и порано кога бевме ние помлади, ние многу сакавме да рецитираме, дури сакавме да се надпреваруваме, знаевме многу песни напамет од македонски и странски автори. Дали и денеска е тоа така или не е така, односно од каде и таа ваша љубов кон рецитирањето? Не знам, јас откако знам за себе, ги сакам приредбите. По градинките, по училиштата и како возрастна... Како настани. Како настани. И најмногу ми се допаѓале секогаш тие рецитали. Значи, тоа, како млада сум имала многу голема љубов кон поезијата, да речеме, на Ацо Шопов, кој мислам дека е врв се уште. И со Снежана и со другите членови, особено во клубот сега не може човек секаде да рецитира. Нели, си седиме на маса и рецитираме. Ајде втората молитва, ајде третата, ајде ова, мислам... Значи го сакаш Ацо Шопов, фактички, и го рецитираш. Затоа што мислам дека Ацо Шопов Добро, и лиричар. Да. Има многу слики, мисловен авторе. Првата средба со вистинска лирика ми беше со Штрк на Ацо Шопов. Јас и едно дете кое се викаше, сакав повеќе да играм со машки. Да. Ми беше најдобар другар, ама беше поголем од мене. Се викаше Славе и сега татко му се викаше Розе и Розески. Кај Славе, кај Розевци отидовме и сега јас и детево играме џамли и не знам, најверојатно го викна мајка му нешто и ќе си одам јас, џебовите полни џамли и гледам еден вака отворен весник на масата, веројатно Нова Македонија, претпоставувам дека бил. А имавме, во селото имаше на најголемата куќа, највисока, мислам, над Васпрата, имаше еден штрк, штркови доаѓа. И сега читам Штрк, а јас Штркот многу го сакав и трчав по него да го допрам, се разбира, не можеш. Штркот е и многу и птица, ама и символ. И не само силен Штркот кај Марко Цепенков, туку воопшто универзално. Така. И јас
штрк, викам, сега ќе го земам ливчево, го скинав, кај што не е голем текстот, нели, миниатура. И отидов дома со џамлиите и почнав да читам. Ама мислам дека таква тага не сум почувствувала. Значи, тогаш почувствував дека во мене има се разбуди поетот. А мала бев, не знам дали имав 8-9 години. И викам, како може толку тажно нешто да се напише за еден штрк? Добро, Вера Андон, бидејќи спомнавте штркот, се извинувам, сакам да се вметнам. И вашата книга, за која добивте наградата Ѓурѓа во 93-та година, е со наслов Кога сакаш птици. Тоа е вашата книга за возрастни. Да, од таа љубов ми... Да. И уште нешто. Вие исто така сте застапени во книгата Скопски вознеси, со ваша творба за Скопје. Значи, покрај тоа што сте автор за деца и млади, вие пишувате и за возрастни. И треба да кажеме уште еднаш дека покрај досегашните ваши објави во списанијата и покрај вашите посебни наслови, односно книги, наскоро од печат треба да излезат и вашите две книги, писмото од Филип за Сара и другата книга Ја сакам буквата Љ. Ајде, накратко, мислам, кусо, помалку за овие две книги. Ајде прво за писмото од Филип за Сара. Тоа е поезија? Тоа е поезија, поема составена од 16 строфи. Така. И е направена сега е сликовница. Сликовница ќе биде. Сликовница, во ред. но љубовна. Добро. И Ја сакам буквата Љ. Повторно љубов, Љ асоцира на љубов. Да ви кажам, ама не оваа тинејџерска. Така, туку? Туку љубов во симпатија, мислам, ама јас ги нареков љубов во за основци. Значи, дури почнуваат симпатиите и во градинка, мислам, тоа не е свесно. Така. И сега имав една средба летово во Основното училиште Никола Вапцаров во Струмица. И кога настапував, нешто со буквите, имаше работилница и викам дали има меѓу вас некој што е влюбен, што има симпатија. И од почеток викаат, не, ајде едно девојче вика, добро, вика, јас немам симпатија, ама на едно момче му бев симпатија, ама не знам дали се уште сум. Вера Андон, бидејќи ние сме на самиот крај од емисијата, имаме еден обичај, една практика што ја правиме, на овој лист хартија, на ова отворена книга, ќе ви дадам еден фломастер, ќе изберете вие боја која сакате, еве црвена, добро, црвената асоцира на љубов, тука да го напишете вашето име и презиме, долу ќе го напишете денешниот датум, 27 ноември 2023 година, и на другата страница ќе напишете една, тука датумот, 27.11.2023, а овде ќе напишете една ваша мисла, една ваша порака, бидејќи сите овие отворени книги ќе бидат дел од една изложба со пораки, со мисли, со сентенци од писателите, учесници во емисијата, во потрага по вистинскиот збор на вистинската телевизија, односно на Вистел. Ние сме кон самиот крај на ова наша писателска телевизиска средба. Јас ви благодарам за вашето денешно гостување и како што правам со сите гости досега, сакам и со рака официјално да ви честитам на овој досегашен ваш ангажман и труд и да ви посакам пред се добро здравје и многу нови ваши книги и се разбира награди, признанија и нови читатели. Ви благодарам од срце.